Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште едно ново издание на магазинот за родителство за практично родителство. Урината нормално е стерилна, што значи дека во неа не се присутни инфективни агенси, односно бактерии. Но понекогаш при рутинска контрола на урината кај децата се докажува присуство на бактерии покрај тоа што децата немаат никакви симптоми. Зашто станува збор? Која е причината за тоа? Дали оваа состојба бара лекување? Професор доктор Велибор Тасич, специјалист педијатар нефролог од Оделот за нефрологија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, наш денешен гостин, со кого ќе проговориме токму на оваа тема. Добре ни дојдовте повторно. Добро најдов. Веќе споменав дека понекогаш при рутински контроли се утврдува присуство на бактерии, тоа родителите може да добијат наод многу голем број на бактерии во урината. Дали присуството на бактерии секога значи и уринарна инфекција? Прашањето е сосема на место. Значи, присуството на бактерии може да значи уринарна инфекција, но и не мора. Кога присуство на бактерии ќе значи уринарна инфекција? Значи, ако имаме и клинички симптоми, нели? Кај поголемото дете, вие многу лесно може да добиете информација од родител дали има проблеми со мокрењето, дали потешко мокри, дали има печење, дали има пржење при мокрење, нели болка при мокрење, зачестено мокрење, детето кое што било суво одеднаш ноќе почнува да мокри, дали има температура, треска, болка во грбот, тоа се значи клинички знаци на уринарна инфекција. И плюс, ако имате наод на бактерии во урина, тоа веќе значи дека се работи за уринарна инфекција. Но од друга страна, бактериите во урина може да се најдат и кај сосема здрави деца кои воопшто немаат симптоми за уринарна инфекција. И таа состојба ја нарекуваме асимптоматска бактериурија, значи постоење на бактерии во урина без симптоми, а симптоматска. А од каде всушност доаѓаат тие бактерии? Да. Видите, многу често во разговор со родителите тие се плашат дали детето таа бактерија ја добило во градинка, дали е тоа од туѓо нокчиче. Напротив, таа иста бактерија, најчесто Ешерихија коли, која што е најчеста, која сите знаат и нашите гледачи, сите слушнале за Ешерихија коли, таа живее во интестиналниот тракт, живее во стомакот, живее во цревата. Особено кај девојчињата, таа многу лесно може да се насели околу мочната цевка. И вие знаете, ние сме секојдневно бомбардирани од бактерии кои што се обидуваат да влезат во организмот. И ние имаме одбранбени механизми, значи редовно, регуларно мокрење, ќе овозможи тие 50, 100 или 1000 бактерии кои што ќе влезат во мочниот меур да бидат исфрлени. Ако постои некаков фактор, значи кој што ќе овозможи да бактеријата влезе во мочниот меур и да се размножи во многу голема мерка, а во исто време да таа бактерија има одредени, да кажеме, патогени својства, одредена агресивност, тогаш ќе добиеме знаци на уринарна инфекција. Од друга страна, како што спомнавме, кај тие деца со асимптоматска бактериурија, вие да правите 2, 3, 5, 10 уринокултури узастопно, секојаш ќе ја најдете таа бактерија. И тука имаме проблем со тоа што таа се третира, а не би требало да се третира. Така, зошто не треба да се лекува? Сега родителите се плашат доколку имунитетот на детето падне, па бројот на бактерии се зголеми, дали можеби тоа е основа за тие да развијат некоја сериозна уринарна инфекција. Видите, веќе спомнав, значи ако имаме јасни симптоми на уринарна инфекција, таму апсолутно третман. Таму не чекаме да дојде наодот од уринокултура. Неетички е да го оставиме детето со симптоми, со болка, со печење, со пржење, со висока температура, каде што може како последица да им се создаде бубрежна лузна, неетички е да се чека уринокултура. Значи, што се прави? Прво се зема примерок за уринокултура, значи за обична уринокултура, и потоа веднаш се започнува со терапија. Кај оние деца кои што немаат симптоми, а имаат бактерии, асимптоматска бактериурија, не смееме да третираме. Видите, тоа се правени уште 70-те години големи испитувања у странство, у Англија, каде што се испитувани стотици и стотици здрави девојчиња и најдено е да 3% од девојчињата имаат таа асимптоматска бактерија. Значи имаат стално присуство на бактерија која што не им прави никаков проблем. Не смеете да лекувате. Што ќе се случи? И оно што у наша пракса, за жал, еве работам 30 и колку 5-6 години на оделот педијатриска нефрологија и нонстоп се среќам со ист проблем. Третман на асимптоматска бактериурија. Што се случува? Се констатира постоење на бактерии во урина, се дава антибиотик. Урината се стерилизира за 2-3 дена. Таа бактерија повторно се јавува. Повторно се дава антибиотик. Па повторно се јавува бактеријата. Имате едно така 10 циклуса на давање антибиотик уринокултура, 11-тиот пат
Нема више се јави Ешерихија, ќе дојде протеус, ќе дојде псевдомонас. На нејзино место ќе се насели Па некоја да, немате опасна биолошки бактерија. празен простор. Никаде немате празен простор. Политички немате празен простор. Овде биолошки немате празен простор. Ќе се насели псевдомонас. Тој е агресивен, тој ќе дојде до бубрегот, ќе направи проблем, оштетување на бубрегот. Значи една мирна Ешерихија коли, која што не прави никаков проблем, ние беспотребно ја убиваме. Значи на запад такво нешто би се осудило. За жал, ние имаме лоша пракса. Јас тоа компетентно го велам, бидејќи секојдневно во нашава консултативна амбуланта добиваме деца кои што нон-стоп имаат антибиотска терапија, нон-стоп имаат антибиотици и нон-стоп мачка и миш нели таа борба со асимптоматска бактериурија. Ја им велам, вашето дете ќе умре на 100 години со асимптоматска бактериурија. Малку е ружно, али Да, јасно колку е ќе живее 100 години, безопасна, па безопасна е. А дали тоа значи дека е дел од нормалната флора на детето? Таа Па видите, бактерија? таа бактерија практички е доброчудна. Значи ние имаме и лоша Ешерихија коли, имаме таа со така речени П-фимбри, како некакви четкици, која што ќе се фати за клетките и ќе дојде до бубрек. Значи тоа е така речени П-фимбри, таа ќе се искачи до бубрегот. Немате рефлукс, немате мана, инвазивна доаѓа до бубрек. А имате ова која што не прави никаков проблем. Не смееме да ја дираме. Таа е брана против поинвазивни бактерии. Така. Значи тоа е интерплей, тоа е меѓуигра помеѓу организми. Затоа и давање на антибиотска терапија. Убиете 4 бактерии, една останува, една пролиферира, таа патогена и вие имате проблем. Антибиотски абузус, антибиотска злоупотреба. Ете, што води? Така. Во кој случај се предлага да се направи уринокултура? Дали доколку се е мирно, како што веќе споменавте, доколку е асимптомска бактериурија, доколку се е мирно, значи нема покачено нитрити, леукоцити, нема протеини, крв во урина, дали во тој случај е потребно да се прави уринокултура доколку се изолира, нели, бактерија при рутинска контрола и сега родителите се плашат, сакаат да видат. Мислите, ако во преглед во седимент на обична урина се види има опис бактерија? Бактерија, да. Видите. Дали тогаш треба уринокултура? Да, ќе да објаснам. Значи, прва работа која се прави, тоа е најобичен прост преглед на обична урина. Доволно да направите инспекција, преглед на урина. Ако таа е кристално бистра, немате уринарна инфекција. Нема потреба ниту обична анализа на урина да направите. 1991 година јас имав стипендија, бев во Guy's and St. Thomas Hospital во Лондон и бев во она клиника кај што се прегледуваат трансплантирани болни, трансплантирани у бубрек. Работеше професор Хейкок, сестрата ќе го припремеше детето, ќе донесеше урина во едно контејнерче, нели, стерилно. Професорот ќе видеше само урината и ќе кажеше на оној англиски crystal clear, што значи кристално бистра, чиста, и ќе ја фрлеше. И јас возбуден ќе кажам, ама професоре, детето е трансплантирано, а што ако има уринарна инфекција, па бубрегот, па графтот, па отфрлање, па проблеми? И он надмено ќе ми кажеше, колега, ние веќе 100 години знаеме во Англија, ако имате кристално бистра урина, не постои уринарна инфекција. Ни урина, ни уринокултура. И вика, на тој начин, која таа стратегија ја имплементиравме на целата Guy's and St. Thomas Hospital, ние уштедевме, не знам, 5-6 милиони евра, да не ве лажам, со кои направивме толку и толку трансплантации. Значи, на една сосема проста работа. Можете се замислите колку нашиве лаборатории се оптеретени со непотребни уринокултури, колку приватни лаборатории, нека приватни прават бизнис, но од една страна има лаборатории приватни кои се многу честни, кои што ќе ви дадат додатна информација. Леукоцити негативни, нитрити негативни, значи вие немате инфекција. Ако имате инфекција, настанува борба на организмот. Кого праќа организмот? Праќа милиција, праќа леукоцити. Тие се борат со бактериите и што ќе се случи на бојно поле? Ќе се замати. Така објаснувам на родителите, али за жал така објаснувам и на медицински професионалци. За жал. Да им дадеме можност на гледачите да се вклучат во програма, задоволство. доколку имаат некој прашање на денешната тема. Телефонскиот број е 3076-677. Во студио гостин е почитуваниот професор доктор Велибор Тасич, специјалист нефролог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Понекогаш едноставните и навидум прости прегледи знаат да бидат многу сложени за родителите, особено кога од нив ќе се побара да соберат урина за да се испита. Особено кај бебето. Да. Веројатно тоа представува проблеми за стручните лица кои што работат на оделот на нефрологија. Прв избор се за родителите, барем се кесенцата за собирање урина. Дали резултатите што се добиваат од урината собрана на ваков начин се веродостојни? До некаде.
Znači, kesensето najmnogo služi za onaj običan makroskopski pregled na urina, da nije lično urinata, ja vidim. I ja sekogaš insistiram, pre da se odnese u laboratoriju, roditelj da mi go pokaže kesenceto. Kesenceto je neli prozirno i odmah gledam kristalno bistra urina ili je zamatena. Ako je zamatena, znam 90% infekcija, 10% može se soli, kristali, neli. I već znam, imam problem, nemam problem. Da li me razbirate? Znači, prva rabota je inspekcija na urina, makroskopski urina. Ako urinata je matna, to kesence go praćam, zimame sterilno sa špric, go praćam za urinokultura. Praktički, kesenceto ne je sigurno, znači možete imate kaj dete koje što nema nikakav simptom, da dobijete bakteriji. 50% se zagadeni, kontaminirani. Videći ta ista bakterija, Escherichia ili Proteus ili Pseudomonas, koje što navleguje ovom močnju otmeru, ta žive i nadvor, na nadvoročnju genital. I ko će zalepite kesence, ne ta urina spira, sobira i ono što je od nadvor, podkožičeto ili kaj devojčeto okolo močnju otvor, tamo je sobira Escherichia. Ta ako će zasadna podloga, ta će izrasne. To je isto ako me stavite na hranilište. To je isto ako me stavite mene do švedska masa, nema da gledam, će se najadam. Pa i ta Escherichia će izrasne, će dobijete u nekoja brojka. I onda će početi, ajde roditeljive, ali kolegite, Lele, profesor Tasić, pa milion bakterij, pa toliko. I ja stojaš im velam, dobro, imame kontaminacija i velam onaka akademski. Kontaminacija, zagaduvanje, to se deli na malo, sredno i na golemo. Mrtvo seriozno. Da me nasmija malko. A da li je potrebno za da nema ива kontaminacija? Može li da se izbegne kontaminacija? Доколку има некаква специјална подготовка пред земањето на урина, бебето да се измие со сапун, да се избрише со пешкир, кој што е претходно испеглан. Тоа е све, вие то одлично теоретски искате да учите. Обидете се на клиника за детски болести, на амбуланта каде што нема услови, збрда дола, како ќе фатите, како ќе стигнете. Значи, пак она, макроскопски, дали урината е бистра или не е бистра, а за тоа да се избегне, постои можност да се направи катетеризација. Ама катетеризацијата не е пријатна, ставите катетер деца, тоа е травматично. Нешто што прават на запад, таму нема двојба. Има инфекција, нема инфекција, прават супрапублична пункција. Што тоа значи? Значи, преку стомачниот зид директно со иглаво мочен меур. Видите, ние за тоа не сме компетентни. Јас само еднаш во живот имам направено на тој начин. Али да најдете 10 бактерии, тоа значи имате уринарна инфекција. Јас сепак велам, ние ќе се задржиме сепак на тоа кесиче, но со тоа што прво макроскопски ќе видиме дали урината е бистра. Така, кај поголемите деца Техника на среден млаз, но сепак треба да се истуалетира, што ние немаме услови. Кај машкиве треба кожичево да се заврне, знаете, имате фимоза, па проблематично, па не. Значи, пак останува на оно, на како е изглед на обична урина. И ако обичната урина е матна, тогаш ја праќаме на уринокултура и ќе го прифатиме тој наод од уринокултура. А дали е точно дека најдобри резултати покажува утринската урина? Нема правило. Утринска урина има преглед, има за нешто друго, да кажеме, за концентрација, за појава на белковини, така да вие не може да чекате утринска урина дете кое денеска има уринарна инфекција у 12 часот, утре ден веќе мине времето. Треба да поставите диагноза, да пратите за уринокултура, значи одминува времето, мора у тој момент да фатите урина. Не треба да се враќа за утре, мора да почнете со терапија. Идеално е да се фати прво линарен примерок, па да се почне со терапија. Зошто не се препорачува да се испрати урина за уринокултура ако детето веќе почнало да пие антибиотска терапија? Па, у принцип, ако симптомите веќе се повлечени и ако урината се избистри, нема сврха да се праќа, нема ништо да добиеме. Но ако се уште стојат симптоми, тоа значи да таа терапија што сме ја дале е неефикасна и тогаш вреди да се земе нов примерок на урина, инаку тоа е растурање на финансиски средства. Значи, ако веќе дето има клиничко подобрување, урината избистрена, нема потреба да се праќа дури тогаш за уринокултура. И сега, што значи нормален наод на уринокултура, што значи наод помалку од 10.000 единици бактерии на 1 милилитар, затоа што 10.000 бактерии некако на родителите им звучат многу, а ќе добијат негативен наод. 10.000 најчесто е контаминација. Контаминација или во тек на терапија, намалена бројка, значи контаминација 10.000 не е ништо сериозно. Но ако е помеѓу 10.000 и 100.000? Се зависи од клиничката слика. Ако имате клиничка слика, јасна клиничка слика, онда ќе прифатиме бројка и од 50.000, ако имате јасна клиничка слика. Така. Инаку, ако нема клиничка слика, тогаш е контаминација. И во тој случај најчесто се бара повторување? Да. Па видите, повторувањето вие веќе или давате или не давате антибиотска терапија. Ако не дадете антибиотска терапија, можете да повторите, али вие секојаш се раководите со клиничките симптоми.
Така, тие се клучини. Да. Ќе продолжиме да зборуваме на оваа тема, откако ќе го вклучиме гледачот кој што чека на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Имам внуче 6 годишно. Но се ходи увеќе да мочка. Само баба ми се моча. Ќе води, па да не претермарли, може на секој 5-10 минути. Сад, дали малце мочка, дали така му доаѓа. Сега некам чеката да видам, да слушам дали мочаш, дори мислам дека ме лаже. Мочкам, баба, мочкам. И навистина ќе ми видам капка на вакичките и така, што значи мочте. Што може да е тоа? Така, за честено мочење, дете кој што за честено моча. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Да. Видите, за честено мочење може да е еден од знаци на уринарна инфекција. Нели, често мокрење во мали количества, болно мокрење, печење и пржење. Но имате некои деца кои што имаат така наречени ургентни микси потреба, значи незрел мочен меур, да се измократ при мало количество на урина во мочниот меур. Да кажеме, едно дете кој што има 5 години, 5 пута 6 пута 30, значи едно дете со 6 години би требало во неговиот мочен меур да сторнира, значи капацитет од 180 мл урина. Тоа детенце веќе на 50, 80, 100 мл има нагон за мокрење, па ќе подспушти. Значи не се работи за уринарна инфекција, туку може да се работи за некаков си друг проблем, дисфункционално мокрење. Па на крајот на краиштата многу често имаме деца кои што имаат по 20-30 мокрења во тек на денот, а ноќе нема ни едно. Која е таа органска болест? Значи може да постои некаков психоген проблем доколку вие имате зачестени мокрења во тек на денот, а ноќе немате. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Како прво да ве поздравам вас во студиото, исто голем поздрав лично до доктор Тасич. Благодарам. Ова моје јавување е прво голема благодарност до докторот, затоа што моето внуче од Емиркапија беше кај него на лечење и од оваа тема што он објаснува, се работи за Киров Стефан, може би ќе се сети докторот. Задоволни сме и сега уште една контрола ќе треба кај него. Мислам дека е доктор од доверба, од не знам, не се опишува со зборови. Така, сите се изјаснуваат најпозитивно, така? Да. Нашето внуче беше многу во лоша состојба донесено кај докторот, меѓутоа докторот беше многу заинтересиран и се надеваме дека и во иднина сега уште една контрола кога ќе биде кај него. Дека се ќе биде супер, така. Мислам тотално од страна на докторот со оваа тема што е сега разговорот, во позитивна смисла беше се и се надеваме дека и понатаму. Голем поздрав до докторот. Баш ми е драго. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Впрочем, и секогаш внимаваме да имаме професионалци во емисијата. Доктор Таси, се случува ли кај децата да бидат изолирани повеќе од една бактерија? Да, се случува да бидат изолирани и кога имаме едно дете кое што е релативно здраво, кое што нема никаква претходна уролошка историја, најчесто се работи за контаминација, постоење на две бактерии е контаминација. Но од друга страна, кај некои деца кои што имаат тешки малформации на уринарниот систем, каде што постојат джепови, проширувања, таму може да се накалемат и две бактерии. Не е чудо да понекогаш добиеме и две бактерии. Значи, тој секој наод треба критички да се разгледа од докторот. Не треба автоматски да се даде одма антибиотска терапија, да се види претходна историја, да се види статус, каков ехографски наод од други, нели, што велиме на имиджинг студии, испитувања, смикционална ултрасонографија, интравенска радиоизотопија и така натаму. Значи, у еден таков контекст, онда цениме дали треба да се даде антибиотска терапија или да не се даде антибиотска терапија. А дали ке новоодреот денчето бактериите може да потекнуваат и од мајката, односно од трудницата? Да, и тоа може да се случи. И тоа може да се случи и такво нешто. Значи, доколку мајката има рецидивантни уринарни инфекции, детево има 4 пати на големен ризик да има уринарна инфекција. Баш овој проблем сега го елаборирав за престојниот состанок имаме во Златибор, така да е многу битно да и кај мајката се лекува уринарна инфекција во тек на бременоста и дори ако треба се даде заштитна терапија со нитрофурантоин. Колку време обично трае антибиотската терапија која што е неопходна во вакви случаи кај децата? Многу е јасно дефинирано. Ако инфекцијата е на долните мочни патишта, значи на мочниот меур, циститот, сосем е доволно 3 до 5 дена, максимум. Ако се работи за инфекција која што е стигната до бубрезиве, пилонефрит, тогаш терапијата треба да е минимум 10 до 14 дена. Во кој случај се дава интервенозна
терапија, кога терапијата се зема орално, носно преку уста? Да, прашањето е сосема на место. Значи, доколку општата состојба е длабоко пореметена, доколку детето повраќа, не може да внесува орален, не може да толерира орален внес на течност и не може да го внесе орално лекот, тогаш мора да се иде на интравенски третман, интравенско давање. Интравенскиот третман ќе трае према проценка на ординирачкиот доктор. Кога детево ќе се освежи, кога ќе се хидрира, кога ацетонот во урината ќе се повлече, кога ќе почне да пие, ние тоа го обсервираме на оделење заедно со мајката. Мајката најдобро го познава детето и кога веќе видиме дека детето толерира течност, тогаш го испишуваме и го префрлуваме, велиме свич, го префрлуваме на орална терапија. Некои деца со тешка инфекција, значи со пилонефрит, али кои што добро толерираат течност, може да има температура 40, ама не повраќа, толерираат течност и борци се, кај нив може да почнеме и со орално давање на антибиотик од широк спектар. Да, антибиотик. А колку се важни течностите при уринарните инфекции? Дали помага за побрзо елиминирање на бактериите? На место секако, тоа е основен механизам, значи разводнување, елиминирање, почесто мокрење. Значи сите органски системи се бранат со елиминација, така и бубрегот се брани со често редовно мокрење, значи доволно да добро го хидрирате детето, да то често мокри, веќе имате исплакнување, имате намалување на концентрација на бактериите. Дали има значење што точно детето во тие моменти ќе пие? Чај од брусница, чај од Макдоналдс? Можат ли на мали деца да се понудат овие чаеви? Никако чај од Макдоналдс. Подобро дајте една супа. Јас се обидов чај од Макдоналдс, али... Да, има страшен вкус, но е добар диуретик. Тоа е добар диуретик. Значи, детето сепак треба да е нешто пријатно. Било која течност, тоа е пријатно. Сега нема да даме газирани напитоци, некако и лесни овошни чаеви и така натаму. Оно што е пријатно, брусница може, али пред се да е пријатно. Макдоналдс никако не едно. А бебињата што цица, дали се препорачува во тие моменти да продолжат со доење? Па секако, доење, видите, доење некако во одбрабен фактор. Значи, на кој начин е одбрабен фактор? На тој начин што мајката има таа бифидус флора, значи тие пробиотици се кај бебето и флората е кај бебето, значи во интестиналниот тракт, од каде што иде она патогена Ешерихија коли е сосема нормално. Ако имате здрава флора кај бебето, и затоа нема да има, и затоа на доење немаат уринарни инфекции во многу помал процент од тие деца кои што се на вештачка исцрена формула. Доктор Тасич, ви благодарам за вашето денешно гостување. Беше чест и привилегија да бидете гостин во нашата емисија. Се надевам дека ќе се видиме наскоро повторно на нека друга тема која ќе проговориме. Ова беше се, почитувани, во денешното издание на 0M+. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Тилма. До гледање.